Павле Тенекеджиев од Валандово има 17 години и со другарите веќе го напиша првиот бизнис план. Ке прават договори со компании за изработка на најразлични производи во нивните училишни работилници, со цел училиштето да заработи дополнителни средства, а со парите ќе се платат трошоците за матура за нивната генерација. Идејата на бизнес планот е преку помош на 3D принтерот да заработуваме пари на некој начин, да правиме приврзоци, например, за потреба, например, некој ако му треба нешто да направиме и да го продадеме тоа. Средношколците од училиштето Гоце Делчев учат како да станат предприемачи, покрај тоа што стекнуваат знаење и практични вештини во нивната машинска струка, каде се образуваат за техничари за компјутерско управување машини. Ова машина е 3D принтер, треба процедура прво цртаме во AutoCAD, тоа е програма за дизајнирање на фигури, објекти, што би посакале вие. И после со SD картичка може да го земаме тоа од компјутерот и да го ставаме во 3D принтерот. Цртењето не е толку тешко, отприлика околу пола час, час време. Цртањето, мислам, принтењето повеќе време не улава. Павле и Марио се дел од дуална паралелка, па одат на пракса во сродни компании каде стекнуваат нови знаења. Таму ме научија како да правам плехови, лимови, улуци за вода, панел како да монтираме, да местиме, куки нели од панел како да правиме. Таму одаме ние еднаш во неделава, во среда, и цел работен ден сме таму. Ни дават и таму да цртаме, они имат таму професионалски софтвер, ние го имаме студентскиот. Мини предпријатие или само обично средно училиште? Ова се дилемите што ви се јавуваат кога ќе влезете во средното училиште Гоце Делчев во Валандово. Тука земјоделската струка произведува вино, сок од калинка, мед, органско ѓубриво. Машинската струка прави производи од пластика или метал. Сите се во некаква брканица. Значи можеме да се мериме со конкуренцијата и на големите винарии. Произведуваме и од грант исто така имаме добиено линија за производство на сок од калинка и сокот од калинка го произведуваме од сопствените калинки кои што ни се од сопствените приноси. И тука исто така можеме да се мериме на пазарот на сокови природни. Училиштето бира образовни профили што се бараат на пазарот на трудот, за учениците да бидат конкурентни не само кај работодавците, туку и на универзитетите. Нашето училиште постојано се труди да ги достигне промените кои што ги налага опкружувањето. Знаеме дека денеска живееме во многу турбулентно опкружување кое што бара брзи промени. Ние се трудиме колку што може повеќе да ги достигнеме, а тоа се трудиме да го направиме аплицирајќи на различни проекти и добивајќи различни грантови, кои што грантови ја доопремуваат нашиот капацитет и ја подобруваат нашата инфраструктура. Но како и секоја институција, вредноста не е во објектот, туку во луѓето што се во неа. Така и во ова училиште, целата креативност ја прават професорите заедно со учениците. За македонистот Елизабета Чилевска-Пандева, важно е да се свати дека училницата не мора секогаш да има 4 ѕида. Не го земам само учебникот како ресурс, туку излегувам малку повеќе пошироко и учениците многу сакаат да се вклучуваат во такви воншколски активности. Јас се надевам дека скоро, секогаш најавуваме реформи, дека скоро во тие портфолија на учениците кои го докажуваат нивниот капацитет, ќе влезат и ваквите работи, затоа што не се секогаш само оценките мерило за способноста на ученикот. Училиштето има и мини етно музеј, во кој има стотици предмети од крајот на 19 и 20 век, што го сведочат начинот на живот на валандовчани. Како ние професорите, така и учениците, некои предмети од домакинствата, она што веќе, да кажам, не ни треба, а било многу корисно во минатиот 20 век, па и 19 век.
и почнавме да носиме. Овој простор остана некако празен и дојдовме на идеја неколку професори ова да го направиме етнокатче. Меѓутоа, јас мислам дека веќе прераснуваме во музеј на Валандово. Ова интересно училиште секоја година има се подобра инфраструктура, нови проекти и успеси, но го губи највредниот ресурс – учениците, како и во многу градови во државата. Бројот на средношколци е десеткуван. До основците да дојдат до нашето средно училиште, да ги видат кои се условите кои што ние ги имаме и да видат дека располагаме со добри капацитети, со добри и човечки ресурси, и човекот како капацитет, заради тоа што со такво внимание со кое што нашите вработени, моите колеги и колешки работат со учениците, не верувам дека постои друго училиште кое што посветува толку многу внимание на своите ученици.